Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за улогата на половите хромозоми во одредување на полот. И да започнеме. Значи знаеме дека кај луѓето јајцеклетката од кај мајката, така имаме јајцеклетка, таа секогаш содржи X хромозом. Така. Сега сперматозоидот кој ќе оплоди јајцеклетка, ако содржи X, плодот што ќе се добие ќе биде женско. Така, ако ја оплоди, плодот ќе биде женско, бидејќи има XX, така ќе биде женско. Ако сперматозоидот содржи Y, кој ќе оплоди, плодот што ќе се добие ќе биде XY, односно ќе биде машко. Но ова нормално не е секогаш така кај сите организми, до сега видовме неколку примери каде што не е така, не се одредува полот, но кај луѓето е важно. Значи кај луѓето е важно да има Y хромозом за единката да биде машко, а не дека XX дава женско. Сега во природата постојат различни форми на полови хромозоми, различни ненормални појави, кои ги нарекле. Едноставно, например, може да се јави конституција која ќе биде XX. Ова што е? Па ова е женско. Значи ова е женско. Ако нема Y, секогаш ќе биде женско. Сега имаме конституција со 3X, така, каде што всушност имаме, каде имаме кај друга боја, имаме 47 хромозоми, бидејќи ако имаше 2X, тоа ќе беше 46, значи имаме 1X вишок, значи имаме 47. Но исто така може да има, например, 48, каде што ќе имаме 4X. Може да имаме 49, така, 49 со 5X. 1, 2, 3, 4, 5. И овие сите единки ќе бидат женско. Нормално нема бидат ко карактеристично нормално женско кое е со 2X, но сепак ќе дадат женски фенотип. Сега, ако ставиме 1Y овдека, онма единката ќе стане машко. Само онма ако имаш Y, тошка единката ќе беше машко. Односно има генски конституции каде што имаме полови хромозоми, каде што имаме 2X и имаме 1Y. Сега, ако гледаме вака, ова би можело да биде женско или пак би можело да биде машко, така. Зависи кој две ќе ги гледаш, но всушност оваа единка е машко. Исто може да се додадат 3X, така, може да има 3X и да има Y, и оваа единка пак ќе биде машко, значи овие единки ќе бидат машко. Ако има 1Y, единката ќе биде машко. И сега зошто е тоа така? Зошто кога има Y се јавува машко? Тоа се случи уште во ембрионалниот развиток, значи кога се развива ембрионот, при диференцирање на гонадите, така како со зелена боја ќе направиме гонадите, ако има Y хромозом, ќе се формираат тестиси, а ако нема Y хромозом, по дефолт се формираат јајници. Јајници. Сега, локусот, кој всушност се наоѓа, значи локусот е физичко место да даден си ген, локусот, кој што се наоѓа на Y хромозомот, всушност се нарекува TDF, односно Testis Determining Factor, Testis детерминирачки фактор, и тој локус е всушност одговорен за примарните гонади всушност да образуваат тестиси, а да не бидат јајник као што е по дефолт. Сега ова е потврдено дека постои тестис детерминирачки фактор кај Y хромозомот, дури и во случај кај што имаме реверзија на полот. Сега ова е многу интересно, например може да имаш индивидуа која нормално си има 46 хромозоми, така, и која е XX. Сега речеш ако има 46 и е XX, добро, ова си е нормално женско, така, ова е женска индивидуа. Но може да се случи ова да е всушност машка индивидуа. Зошто? Бидејќи од Y хромозомот, например, овој X потекна од таткото, така. Таткото имал Y хромозом во некоја клетка и сега при делба тој генски локус, ај вака да зумираме, подобро е. Генскиот локус кој го нарековме TDF, така е вака ќе обележиме, тука дека беше тестис детерминирачки фактор, некако при делбата се транслоцирал и се пренел на X хромозомот. И сега овој X хромозом, кој например се добил преку спермата, нели, ако се навратиме на почеток, зборевме, ако сперма со Y, односно со X оплоди ќе се добие XX, односно ќе биде женско. Ама овој X кој се добил од спермата бил на некој начин со транслоциран TDF локус од Y хромозомот. Така што
X хромозомот сега го носи тој TDF, така тест детерминирачки фактор. И оваа единка всушност, иако има генска конституција XX, оваа единка всушност ќе биде машко. Додека исто може да се случи единка каде што исто има 46 хромозоми, има генска конституција XY, но оваа единка да биде женско. Зошто? Бидејќи тестот детерминирачкиот фактор кој се наоѓал на Y хромозомот, всушност бил на некој начин подлежал на делеција, бил избришан, кој отстранен, така. И Y хромозомот сите други делови си ги задржал, освен тестот детерминирачкиот фактор, така генска конституција ќе биде XY, ама бидејќи го нема тој тестис детерминирачки фактор, нема да се образуваат тестиси и ќе се бидат јајници како што си биле и едноставно ќе се добие женска единка. Сега малце да спомнеме за Y хромозомот и малце ќе спомнеме и за X хромозомот. Значи во нормална клетка да знаеме дека имаме 22 пара автозомни хромозоми, така еден од ќе земам со различни бои. Значи еден од таткото, еден од мајката, еден од таткото, еден од мајката, еден од таткото, еден од мајката и така прават 22 пара и на крај ги имаме половите хромозоми, така. И сега да речеме дека оваа единка е машко, ќе има Y и ќе има X. Сега кај автозомните хромозоми знаеме дека ако има некој ген на оваа дека локација, дека истиот ген го има кај хромозомот кој бил добил од мајката, бидејќи овие се хомологен пар. Така ова е еден хомологен пар на хромозоми. Сега дали го има истиот ген, тоа е различна алтернативна форма на генот, нели ги нарекуваме алели. Но како што можете да видите, например ако има некој ген овдека на X хромозомот, тој ген го нема на Y хромозомот, не има каде да го има. Не се еднакви хромозомите, не се симетрично еднакви. Со тоа што ги немаат истите гени на нив. И затоа за некој ген кој се наоѓа на X хромозомот, кој го нема на Y, е всушност организмот е хемизигот за тоа својство кое го дава тој ген. Значи полузигот. Сега тој може да е и рецесивен, ама ќе се дојде до израз бидејќи нема друг ген, значи тука нема друг ген кој би бил доминантен, па да не дојде до израз рецесивниот. Бидејќи е рецесивен и бидејќи е сам, нема комплементарен на него, иако е рецесивен ќе дојде до изразување, ова се нарекува како псевдодоминантни алели, односно гени. Сега истото важи обратно, така има некои гени кои ги има на Y хромозомот, кои ги нема на X хромозомот. Исто и за тој ген бил хемизигот. Сега не се сосема различни, значи има делови кои им се исти, например, сега вака шематски ќе прикажеме, например, овој тука дел, со бела боја, овој тука дел да речеме дека е исти, дека го имаат двата хромозоми. Ама голем дел, сепак од секвенците, се наоѓаат или на Y или на X. Значи не се наоѓаат на двата хромозома, како што е случајот со автозомните хромозоми. Бидејќи кај нив нели имаме еден ген, имаме друг ген на двата хомологни хромозоми, бидејќи се релативно исти. И сега исто така да се напомене дека Y хромозома всушност се пренесува само преку таткото, така. Значи само преку машката линија. И сега видовме случај дека може да се пренесе преку женската, но тоа не ни интересира бидејќи тие единки често и се стерилни. Сега исто да се спомне дека хроматинот од Y хромозомот често и се нарекува F телце. Y хромозомот всушност е и најмал хромозом кој го имаме во кариотипот. Има околу 59 милиони базни пара. Односно толку бази има, нема базни пара. Значи има упола помалце базни пара. Исто така има многу мал број на гени, има околу 231 ген. Ген беше секвенца од нуклеотиди која кодира за одредена функционална молекула. Добро, сега малце ќе спомнеме за X хромозомот, нешто повеќе. Односно за формирањето барово тело и како спрема тоа се познаваат кои единки се женски. Сега, нели спомнавме дека женските кај човековиот, барем, кај човековите единки имаат генска конституција за половите хромозоми XX. Но всушност во секој момент
активен е само едниот X хромозом. Значи овој е активен, ќе направиме како активен, како громче. Добро, нека биде како А, активен, додека овој не е активен. Не е активен. Значи, во секој момент има само еден X хромозом активен. Па што се случува со другиот X? Тоа ќе го разгледаме, но истото важи и кај тие кои што имаат повеќе X-ови. Значи, ако има повеќе X-ови, да речеме 4 X-а, и овој не е активен, и овој не е активен, овој е активен. Само еден е активен во секој даден момент. Без разлика колку X-ови имаме, можеме да имаме и 5 X-а, така. Овој не е активен. Сега исто се случува и кај машките, така. Кај машките имаме еден X кој си е активен и еден Y хромозом кој е исто така активен. Но кај женските бејќи имаме 2 X-а, едниот X станува неактивен и едниот X е само тој што е активен. Може малку да збуни, многу активен, неактивен со зборови, но прилично едноставно е. Значи само еден X хромозом е активен во дадена клетка, додека другите X хромозоми се неактивни. Но што се случува и зошто се неактивни? Ќе спомнеме и за тоа. Но првично да кажеме како ова всушност изгледа. Значи кога се гледа клетката под микроскоп, па ќе направиме една клетка, имаме јадро, овие деактивирани X хромозоми се гледаат всушност како барови телца. Ајде ќе направам со црвена боја, бидејќи значи имаме еден X кој си е активен и еден X кој не е активен, кој ќе го запишеме вака како точка. И ова нели при генска конституција XX. Ако имавме генска конституција XXX, значи имавме 3X-а, ќе направиме третиот X портокалов, и тој ќе станеше неактивен и ќе имавме уште едно барово телце. Значи, за да се познае генска конституција со 3X-а, се гледа под микроскоп и се гледа дека има две барови телца. Ако има две барови телца, значи има 2 X-а кои не се активни, односно има се на се вкупно 3 X-а. Сега истото важи ако додадеме уште X-ови, така ако ставиме уште еден X дека и тој X ќе стане барово телце, кое баровите телци има се всушност хроматин, нели од хромозомот кој сега викаме дека е неактивен, но ќе разгледаме зошто и на некој начин активен и е прилепен на јадрената мембрана. И тоа се нарекува барово тело. Ево ќе обележам со бела боја, тоа е БА РР ово тело. И по ова всушност се познаваат женските индивидуи. Едноставно женското зима со некоја направа, дали со лажичка или има со ние хартивчиња што се или стапчиња за чистење уши, зима од слуза кожата во букалната празнина од устата. И едноставно тоа може да се направи на размаз и да се види колку барови телца всушност имаат клетките. Ако имаат повеќе од едно барово тело, тоа значи дека имаме некоја си друга генска конституција, значи немаме само XX. А ако нема барово тело, тоа значи дека не е женско, дека е машко. Сега некој може да се праша кој X всушност се деактивира. Дека знаеме дека кај нормална женска единка имаме еден X кој се добива од мајката и еден X хромозом кој се добива од таткото, така? Кој X се деактивира? Тој од таткото или тој од мајката? И сега кај луѓе, всушност за секоја клетка е рандом. Значи во секоја клетка е по случаен избор. Во некоја клетка може да е деактивиран тој од таткото, така во некоја клетка може да е деактивиран тој од таково, во друга клетка е деактивиран тој од мајката. Значи по случаен избор. Секоја клетка има деактивиран различен X хромозом, дали од таткото, дали од мајката. Сега кај некои животни не е тоа случајот, например кај некои животни секогаш е деактивиран X хромозомот од таткото, пример. И тоа важи за сите клетки. И баш поради ова женските индивидуи се еден вид мозаици, бидејќи имаат делови од клетките кои им се кај што е инактивиран машкиот X хромозомот од таткото, други клетки кај што е инактивиран X хромозомот од мајката. Сега, зашто претходно спомнав, значи рековме дека кај женските единки имаме 2 X хромозома кај човекот, така, и сега рековме дека едниот X хромозом е деактивиран, така. И ако е тој деактивиран, тоа значи дека е само еден активен, така. Сега има можност да се добие клетка која ќе биде оплодена, да се развие женска единка каде што ќе има само еден X хромозом.
сега вака на прв поглед ќе си речеш, па добро, и во тие кои имаат 2x, само едниот е активен, така, значи само едниот е активен, вака земам со зелена боја, само едниот е активен, така што и ако има 1x, би го добил истиот ефект како би ако би имал 2x, така, ако имаш 2x, едниот е деактивиран, така и однака имаш само 1x активен, тоа значи дека овие две би биле исти, така. Без разлика дали имаш 2x или имаш 1x, крајниот ефект би бил ист, бидејќи ќе имаш само еден активен X хромозом. Но во пракса ова не е така. Значи во пракса единките кои имаат само еден X хромозом имаат така наречен Турнеров синдром. Што е Турнеров синдром? Додека тие кои имаат 2x се нормални единки. Сега тие кои имаат 1x, кои имаат Турнеров синдром, нормално фенотипски се разликуваат од нормална жена. И тоа значи дека инактивацијата за која до сега зборев, дека едниот X се инактивира, тоа значи дека инактивацијата не е целосна. Значи, иако викаме дека едниот X се инактивира, бидејќи не се добиваат фенотипски исти женски единки, ако има 1x и ако има 2x, тоа значи дека едниот X е всушност активен во дадени моменти. Значи, тој не е секогаш активен, тој да, инактивиран е, но во дадени моменти на развојот, тој се активира, значи тој се активира и дава некои си продукти кои се потребни нели во развитокот на овогенезата. Добро, тоа беше се за ова видео. Значи една кратка сумација. XX е женска единка, XY е машка единка, но всушност може да имаме повеќе X-ови или може да имаме помалци X-ови, но ако имаме повеќе X-ови, тоа не прави никаква разлика, тоа пак е женска единка. Се додека не додадеме Y, тоа ќе биде женска единка. Кога ќе додадеме Y, таа единка станува машка, односно, мислам не станува, него е машка единка. И тоа се должи поради така наречениот TDF локус кој се наоѓа на Y хромозомот, кој условува гонадите да се развијат во тестиси, да не бидат како дефолт што си се јајник. Сега кај женските единки, иако имаме 2X хромозоми во нормален случај, можеме да имаме и повеќе така X хромозоми, но тие се инактивираат, значи секогаш е само еден активен, но тоа е на некој начин не е сосема вистина, бидејќи женски единки кои имаат само еден X хромозом би требало теориски да имаат исти фенотип како тие кои имаат два, но тоа не се случува и со тоа докажуваме дека вториот X хромозом не е потполно неактивен, како што зборевме дека формира барово телце, него во развиток на овогенезата, дури се развива ембрионот, учествува со создавање некои прекурсори кои се потребни за правилно диференцирање на женска единка. Тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.